Не. Еве сме повторно назад, се враќаме во студио, значи буквално атмосферата е вжештана тука, кој со кого што се разговара, Бисерче, не знам од вашата страна тука кои теми се отвори, а ние тука баш она буквално со Софија за мајките се изборувавме. За мајките, за компјутерот и за собата, јас зборувам за здравиот живот и за тоа каде треба да се најде оној баланс, затоа што нели сега не ајде сега ќе бидам здрав живот 100%, некој пат душата ти сака и да се напиеш нешто и да се најадеш нешто, баш тоа го зборевме со Стефан. Стефан, ти ми кажа дека сега изгледаш топ за разлика од тоа како го поминуваш целото лето, баш за тоа зборевме, нели некој пат кога ќе ти каже некој треба живее малку, значи буквално не треба да се лишиме од некој вид на храна. Точно. Така се додека веќе во главата имаме генерално што треба да јадеме и како треба да јадеме. Вака, доколку сакате да играте на подолга стаза и да ви биде тоа лајфстайл во животот, никогаш не треба да одите толку рестриктивно и толку ригорозно кон нешто. Слушајте Пателе, затоа што јас сум го направил истото тоа. Сум бил 3 години со 8% body fat и сум внимавал премногу на тоа што внесувам и како тренирам и така натаму. Меѓутоа со текот на времето, народно кажано, тој филм пука и не може да се живее на таков начин заради тоа што се досадува што? Излегуваш вечер со 3 другарки. Они пијат джин тоник, било што да пијат, ти седиш со водата и цуцаш вода. Ај ќе го направиш еднашка, два пати, поминува 3 години. Жив човек си, многу нормално дека сакаш да го пробаш тоа. Моментално Јелена Спенџарска изгледа совршено, ева да го кажем ова јавно. И може да си дозволи кога ќе искочи со мене да се поднапиеме нешто, не да ја гледам со вода. Никако. Мене со алкохол нема да ме видиш, па не знам, милион евра сега да ми кажеш написане. Не ми поднесува, не сакам. Ќе најдам цака да те натерам. Ева добро, милион евра сакам. Дајте два джин тоника. Да, се шегувам. Да, сваќам нели дека понекогаш. Да, дека треба да се не зборам за да се опуштиме, меѓутоа говорам за тоа дека треба секој е човек, секој е жив и треба со одреден круг на пријатели каде што се чувствуваш комфортно и убаво да си дозволиш едното две пијачки во месецот, не е никаков проблем и дека ти нема да изгледаш како што изгледаш и сега. Тоа се однесува и на храната, некој пат парче пица, нели луѓето кога се ставаат на диета, апсолутно тоа е најзабранетата работа. Леп, благо, мислам што ќе држи вода. Јас леп и благо се уште немам пробано еве 6 години. Меѓутоа сметам дека до тој степен рестриктивност, доколку не си фитнес тренер, доколку не излегуваш на такмичење, доколку не го работиш ова што го работам јас, дека не е потребно за еден обичен граѓанин кој што оди во теретанат од 3 до 5 пати и не му е тоа професија. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Како ја заменуваш потребата за шеќер? Еве велиш нема. Како? Урми, да, урмите се урма или протеински шејк. Така многу нутриционисти ги потенцираат. Меѓутоа генерално и пред да се баламсувани сум генерално ние фамилиарно не јадеме благо. Да. Тренираме сите, изгледаме фит сите и се водиме кон тоа да е така. Освен урмите уште нешто од благите, не знам. Банана, здрав сладолед. Банана после тренинг е подозволено. Како што кажав, протеинско барче. Читајте секогаш позади, помалку шеќер да има. Протеински шејк или пак смути. Мислам дека туку најголемата дрога на светот е шеќерот. Јас баш тоа го зборувме, сум 2 години без шеќер и ги гледам разликите на мозокот мој како функционира без шеќер и како функционирало. А Стефан, сакам да те прашам нешто кое што знам дека ти го правиш, има ни програми кај тебе по кои што гледам дека многу инфлуенсери почна да ги зимаат, да ги спроведуваат. За какви програми станува збор? Точно така. Програмите кои што ги имаме во Авокадо се вика ресторанот, завзема на вистина голем замав. Имаме 5 вида на различни програми. Првата ни е детокс, која што ја препорачувам на секој. По колку трае тоа, извини? Детоксот трае 1 недела или пак 2 недели за оној кој што на вистина може да издржи. Тоа е најинвазивната програма на која што се симнуваат најголем број на килограми. Значи ако сакаш да симнеш килограми за недела или две, детокс програмата ја земат кај ти го правиш тоа мени. Да. Ти одлучуваш како. Има како што напоменав, имаме 5 програми: детокс, кето која што е без јаглехидрати, веганска која што е без месо, масл ген за накачување на мускулна маса и фетлос за намалување на телесна тежина. И браво. Видите и тоа работа. Секој може да си одбара, значи програма која Мислиш што ти треба тебе да качиш нешто? Детокс, што ќе слабееш човек? Не е за слабење детоксот. Не е само за слабење, ја препорачувам детоксот како секоја пред секоја програма. Еве конкретно јас се хранам здраво, па правам детокс 2 пати годишно. Зашто? Затоа што храната која што јадеме и колку и да е здрава сега моментално,
е збогатена со пестициди, не е одгледана на правилен начин, не е приготвена на правилен начин како што треба и внесуваме преголемо количество на токсини. Конкретно месото е премногу наполнето со вода, тоа вие јасно сите го знаеме. Јајцата кои што ги купуваме не се домашни јајца, туку се јајца од производство. Имено за сето боцкани со хормони. И каде ги боцкаат јајцата со хормони да знаеме. Затоа постои детоксот, со тоа што се детоксицира целото тело се чисти. Првиот и вториот ден затоа и малце повеќе боли глава. Телото почнува да ги претрпува промените, пиете повеќе вода, после третиот и четвртиот ден ви свети кожата, ги осеќате веќе првите промени, може да станете порано, имате повеќе енергија, се не е дадено во природата и треба да го користиме тоа што е дадено во природата без да експериментираме. Ти затоа ли изгледаш како тинејџер на твои години? Види го како, мислам, камера, видете го од блиску, нека те дадат, нека те зумнат. Ама свети човекот. Со петка ставете ме. Човече, тебе не ти се познава ни дека не си спиен ни ништо. Алал да ти е. Ова недела претходната недела бев на детокс. На сите им одговара, на секој организам. На секој организам одговара заради тоа што немал претходно некој детокс не правил, може од утре да почне. Тотално да. Тотално да, значи детоксот е веганска исхрана. За другарка или другар? За мене. За себе. Која што е на база само на зеленчукови, овошје и јатки. После таа програма може веќе да се префрлат клиентите на другите програми, дали е тоа кето, веге, фетлос или масалген, во зависност од самата потреба на клиентот која што ја бара. Вака изгледа многу тешко. Овошје, зеленчук, вода, ќе издржи ли организмот? Нека го отворат профилот на avocado.skopje на Инстаграм. Горе во highlights имате доста инфлуенсери, доста луѓе кои што пробале детокс, имате мене со презентирање на сите јадења. Првите 2 дена се салати, после тоа се цедени сокови и смутиња, третиот, четвртиот и петиот ден и на крајот се завршува со салата и со риба. Да знаеме што значи детокс. На детокс кај Стефан да те ставиме. Наредна емисија овдека чашките, цевките и тргај. Ја гледаш писара доаѓа целата. Ова влегува ли во детокс? Тоа не влегува во детокс, тоа влегува во частенката. Малу сутре ова детокс. 500 калории, не. Совче, сакам да те прашам, тебе не ми одговори на прашањето што мислиш до сега кој ти е најголемиот врв во кариера, најуспешен момент за себе? Те ќе биде. Уште не се го доживеала. Па не, јас сум човек кој што секогаш кога ќе дое до одредено скалило, вели горе, нема доле, туку горе. Така да поставаш цело време нови и нови цели. Да, апсолутно. Нови предизвици пред мене, секогаш многу брзо доаѓам до тоа што го сакам и кога ќе го добијам, буквално одам уште погоре. Кажи ми, во Лос Анџелес ке работиш? Филмски режисер, продуцент, сценарист, да, мислам. Постојат ли Софија во Лос Анџелес врски? Кој е нас што има, еве сега преку врски ќе те ставиме глумец, режисер. Нема врски таму, иако ќе ми кажете дека не е така, ама ја ќе ве демантирам. Например, Джоди Фостер има 2 сина, едниот помал, другиот поголем. Поголемиот син сака да биде глумец. Она, верувајте дека воопшто не му помага. Значи, она не сака да му помогне на својот собствен син. Едноставно вели, сам нека оди по аудици, сам нека се труди, сам нека си патот, нека си го најде. Тоа што мисли нека го прифати да го сними. Тоа што не треба, нека не го снима. Ако мисли дека не ја вика, ништо не му да. Ниту му помагам, ниту му сугерирам, свој пат си води. Така да тамо нема она кирката е на овој, синот на оној, ајде ќе се јавам по телефон да биде. Не. Значи, ако го бива, ако не го бива, крај. Па и на Джулија Робертс, братот нејзин Ерик Робертс, не е толку познат како Джулија, ама секој сам си го патот крој едноставно. Исто и на Шерон Стоун, сега што почина брате, Бог да го прости, Майкл, исто глумец, ама локален да речам, во Америка го знаат. Вака ван не е нешто, ама Шерон не му помага. Значи таму има колегијалност во поглед кога работиме заедно, дај да биде проектот што го работиме подобар. Но во поглед да се јавам ја за некој таму, ургирам да влезам. Овде се е така. Овде тефтерот у филмски фонд, ајде кој овој ќе пројден, овој филм ќе му пројден, овој читачи едно читаат, друго излегува на совет. Кога се јавам на читачи викам како е резултатот? Па вика Софија, еве искрено еден читач така ми каже и ќе ја кажам која по име и презиме, ама не во јавност, туку меѓу мене и неа. Ми рече Софија, тоа што прочитавме и тоа што беше добро, кога го видовме на крај резултатот, тие што беа добри ги нема, а тие што не чинеа, вика, тие добија и поминаа. Па сега видете како. И после ете Значи овде и да пишуваш, да се утепаш од пишување, нема да ти пројде.
Нема да ти пројде затоа што не си ВМРО, СДСМ, СДС, не знам кој уште, мислам да не ги редам, више не ги не знам, не ме не интересира. Значи овде така оди, по тоа структура и си оди така 35 години. И сите викаат подобро ќе биде, нема да биде луѓе подобро. Значи се додека не почнете да гласате за човек, а не за партија, нема да биде подобро. Значи, битно е кога ќе одите на гласање, не да викате јас сум ВМРО, јас сум СДСМ, јас сум овој оној. Дај да ги видиме луѓето кои што ги ставате ко пратеници. Кои се, шо се, нивни биографии. Што може да направат, која е визијата. Ама како може министер правен факултет у здравство да оди? Како може министер, не знам, кажете некој факултет да отиде, например, од кардиокоја да отидам сега на кардиологија да оперирам? Да речем, добар ден, еве ја ќе оперирам, нема врска, ќе научам ја, бе. Ти си способна, ќе научиш, ќе изоперираш. Како може министар, да речеме, отишол, не знам, место екологија, екологист, таму не знам кој од каде е ставен. Значи, не може така и не може да одат со тој повод лидерите на партиите, ај ќе го ставиме, ќе научи. Па он не отишол на министерска позиција да учи, он отишол таму, треба да биде спремен да знае што прави и кога ќе дојдам ја во првиот ден ко министер, едноставно кажувам ајде ти вака така. Значи има фрапантни глупости кои што се дешаваат во театрите. Не именувам кој театар се случи, ставија една директорка, многу брзо ја тргна, таа особа, не ја именувам која, отишла кај актерките и актерите и викала ајде молам објасните ми што јас да работам овде. А она ставена нивен директор. Да, значи катастрофа. Па во сите институции е така и бараме ние држава. Ова е територија, не е држава. Искра да се фрлиме на твоите проблеми, дека кажа дека компјутерот ти недостига дома да се среди. Не. Компјутер добро, сега немаме проблем. Компјутер имам, само немам каде да го ставам. Немаш маса, сакаш да кажеш? Се имам хаос е душо. Хаос е. Ама како за хаос не разбирам јас. Фирма за средување. И треба фирма за средување дома да дојдат и средат комплетно се. Да. Значи ти буквално дома ти е хаос, хордерите си ги гледала во Америка. Значи хаос, сега не може да влезе никој освен мене, што јас си го трпам хаосот. И тоа беше проблем. Добро, не ти помага некој да дојде ти рече добро, Искра, еве денеска јас малце по малце, денеска, утре, задутре по малце да средиме. Не, јас првата година кога останав да живеам сама, ете ќе дојде денес еден пријател, утре друг трет. Кога почна короната, нели сите се затворивме долго време, значи 3 години скоро никој не беше влезен, само до пред врата нели храна да ти остават и толку. И буквално хаосот малку по малку, или имаше два обида од црква преку Црвен крст, луѓе кои што не ги разбираа моите потреби, не ме слушаа и оставија така напола и направија уште поголем хаос, плюс роднините си го користат како магазин. Како така, човече, живееш таму? Затоа сега дури Джемини ми кажа минатата недела дека можам да викнам нотар да направи записник за фактичката состојба во која што се наоѓа станот и дека заради хигиенски причини јас имам право да ја средам. Досега не ми дозволуваа такво нешто. Значи, ама затоа велам, ова чинело толку, она чинело толку, ова чинело толку. Затоа јас барам како услуга човек да ми помогне за било што. И страницава искреме со Искра што е, затоа што јас и покрај се ме видовте колку насмеана и весела. Дојдов јас и знам што се ми требало, нели да си облечам, да ги поминам скалите, да влезнам во тој превоз и слично. Значи, сакам преку таа страница да ги соберам сите добронамерни луѓе кои што ме следат со години. Знаат дека јас искрено, храбро и достоинствено се борам, па дури и на последново видео за грмушката го има напишано професионално. Затоа што јас знам што правам. Господ ми земал на нозете, ама ми дал на умот. Сега ми недостига поддршка, тоа нешто да се реализира. И вас да ве стават да скршиш нога, условно кажано, пак ќе треба да зависиш од некого за во веце, за во храна, за бањање, за ова, за уна. Буквално пак си у 4 дзира. Па у 4 дзира не е фино за никога, џаби ми е паметот. Јас со паметот не можам... Да, види и околината се делува, сега ти да живееш, да функционираш во бомба, што ми кажуваш. Не, имам еве, се снаоѓам, ми дала Јелена облека, ми дала овој, ми дала оној. Значи ќе ја видите Искра оди во марка, Искра има за набалови секој ден да мене. Не можам да си ги земам.
Не ми се пристапни на Бисерче или на тебе ти кажува вчера, ниска светло палам со она метла. Ме разбираш, значи такви некои работи, јас за тоа си го барам просторот, ама не можам да одам под кири. А добро, не може човек да ти помогне, нели има нешто, не знам, некоја невладина организација, не знам, владата, нели доделува луѓе кои што помагаат на луѓе како тебе да ти биде на располагање. И тие и ме тепале и ме крадели, како да ти кажам, значи уста не ми се отвара. Добро. Уста не ми се отвара. Добро. Значи тоа е све проформа. Кој не му требал и кој не си знаел, прво треба тој човек ти влегува дома. Треба да ти влезе со почит, со топлина, со љубов. Ние страдаме за љубов прво. Не ми раскажувај пари, шо ќе ми донесат тие пари. Ти кажав, ќе дојдат, ќе се потрошат и не ми стигнуваат. Зашто не да почнам списокот да го правам? И затоа јас тргнав, барам услуга. Можел Стефан да ми донесе храничка денеска? Фала му. Ме разбираш? За било што, мислам, простете вака изблик. Не е тама работа, тоа се емоции. Намака сум затоа што јас си го поминала тоа, така е. Те разбирам скроз. Не си било у таква ситуација, многу е лесно да се суди од страна. И затоа велам, дури има и многу погрешна перцепција. Ама не сум таа јас што треба да отвора уста сега да ја оправа државата или било кого. Така е. Ме разбираш, јас се борам за мојава кауза, моето нешто да се тера. И затоа велам, сакам да ја возобнувам дури и таа иницијатива, пошто долго бев и физички малку неактивна заседната што се вели. Нели ја имаме таму таа детската улица Тоша Проевски? Па викам, значи може да, затоа што мене буквално човек ме достига да ме извади од таму и да ме активира малку. Значи еве со и познати личности и непознати, не е битно, ама секој има што да ти каже по нешто, таа не е долга некоја стаза. Значи сите може, еве прва тебе те предизвику. Дојди некој викенд, да еве ќе снимеме заедно видео, прошетка за рака, Искра малку да излезе и од количкава. Така е. Ме разбираш во таа смисла. Го прифаќам предизвикот Искра, ќе се договориме кога сакаш, може да го направиме тоа со задоволство. Секој ден ќе помине денот, нешто ново ќе споделиме, нешто ќе научиш, така е. Ќе смислиме, така ќе ти биде интересно. Така е, се согласувам апсолутно. Кога сме веќе кај Искра, ве молам, има фотографии од Искра, затоа што сакам, нема гледам дека времето многу брзо минува. Фотографиите од Искра режија, ете еден краток коментар Искра, на кратко. Ова е еден проект, не дека толку сакам да се правам убава, туку имаше проект Индиар Шуз, тоа значи дека ние многу тешко можеме да се најдеме со неветна облека за нас. Од материјалот кој што се лизга или се набира, од дали е кратко, дали е долго, дали требало да се скрати. Па еве јас имам мускули нели што се дигам на раце, па ни едно ракавче не може нели оние наврзување. Па патенти, па дали може да се запетлаш, не може. Такви работи. Имаше една многу иницијатива убава да ни се прави облека по мерка. А да изгледаме белосветски, ова беше нешто од Fashion Group, овде носам негде 1000 евра. 1000 евра на мене никогаш не сум облека. Топ изгледаш преубаво, Искра, и жолто ти стои. Мислам дека има и други некои фотографии, дај да ги видиме режија, ќе ве замолам, да, еве, овие се. Тие се дел од тоа затоа што сакав онака. Затоа што на вистина или еве слепите не може сам да си одбере, он по чувство го бира или на доверба. И затоа би било добро да има посебни. Друга фотографија? Ова е од еден маскенбал, како невеста. Ево гледате, ми има стајно бел позади, затоа што ете, секој човек сака да се реализира на сите полини и може. Потребна е само поддршка. Така е. Овде си во теретана. Во Синерџи, тоа сакам да ви кажам, тоа ми е желба, ми е најубавата помината година у животот. Браво. Мене тоа ми прија и сакам повторно да се пријавам и да продолжам таму. Застанав само затоа што немаше кој да ме семнува по скалите и кој да ме носи веќе таму. А веќе си имам и опрема, и шишиња, и храна, и све што треба. Така да, најголема желба ми е да си продолжам, кај што сум застанала. Пошто скоро и да заодев. Скоро заодев, значи прв пат се јавил на, досега не сум добила реакција назад од мозокот, прв пат ми се јави дека има нешто у мозокот, дека не е шуплјо, ми одговори, ало, да ми каже, значи се разработи нервниот систем тој дел. Искра, извини што те прекинувам, меѓутоа многу време ни поминува, мора фотографии да збориме. Кои што ми беа најголемата поддршка, воспитување, фондација, и се заслужни за се тоа што е денес Искра
и што е толку силна да не попушти. Едноставно знам како стојат нештата и затоа не можам да прифатам што годе, кој годе, како годе. Затоа што јас го живеам тоа едноставно. Така е. Еве дури имав подрачка, па ми дадоа на крај професионален аутфит, нели, за вежбање и тоа дава, има некој посебен материјал кој што дава подрачка на мускулите, стречинг. Значи многу полесно вие. Ќе се видиме, ајде во истата теретана вежбаме, така да сигурна сум дека ќе се видиме многу брзо. Не, најголема желба ми е, ти не знаеш сум... Ќе завршиме работа готово. Од фотографиите, од Стефан извини, јас многу се извинувам што вака ви упаѓам во збори и ве прекинувам, меѓутоа сакам апсолутно сите да ве почестам со фотографиите, да ви дадам внимание, Стефан повели. Еве мене без мајца. Се разголело дека. А ова да се пофалиш како изгледаш без мајца. Да, малку се подпофало. Да, добро. Ова е во теретана. Следно секојдневие, секој ден тренирам, така да ова е слика од теретана. Ајде, режија, мислам дека можеби и сите со теретана, не знам ќе... Ова е последниот одмор. Кај беше? Ова е последниот одмор, бев во Црна Гора, со мојата фамилија, си поминавме преубаво и баш ми е мило што потрошивме време заедно. Да, тоа е најубаво, скапоцено време. Одиме следно. Ова исто во Црна Гора, Ада Бојана, една од најголемите хит дестинации моментално изминативе 2-3 лета со супер забави, млади луѓе, навистина преубаво поминавме. Инстаграм не смее да трпи? Не, никако не сме да трпи. Добро, одиме след. Осми јас и ти. Не, овде сме на концерт. Да. Кај сте тука бе? На Black Coffee мислам дека беше. Да. Да, еднаш се погодивме на концерт, па си сликаве после И аутфитот ни е пак мечинг. Кога да се погодиме, јас сме мечинг. Ова е Рики Авокадо. Овде станува збор за кетеринг за одредена фирма за која што сме спремале. Кетеринг правите? Да. Доле со ова крекери, безглутенски крекери, самите крекери што ги правиме ние, врапови и позади нив мислам дека има чија и гранола. Далеко ми е ТВ-то, не можам да видам убаво. Па Сигурно е да, тоа. од се по нешто. Браво, мислам дека има и некоја друга храна. А ова? Ова е слика од теретана, ова е нашата униформа. Во Авокадо, го поздравам целиот тим кој што работи во Авокадо. Сликата е сликана во палестра. Имаме 4 теретани со кои што соработуваме. И сите активни членови во палестра, Атлетикс, Атлета и АТГ добиваат 15% попуст на целосното мени во Авокадо. Добро, режија вртете да видиме што има следно. Ова е блага торта. Да, рецепти, режија вртете со рецептите да видиме. Мислам дека има доста интересна храна. Ова е кесадилја. Тоа све го има таму. Да. Значи, буквално, мојата идеја беше да направам што е можно нај-unhealthy вкус, значи нај-junk food, да изгледа вкусот да биде навистина убав, а сите состојки да бидат што е можно најздрави. Ова е асајбол. На тоа бисерче ќе одиме. Купена си утре на доручек те гледам нацртана со ова. Ова колку има 1000 калории. Нова пишува Инстаграма. Да. Ова е брат ми. Твојот ангел чувар. Да, со кој што заедно го водиме бизнисот. Браво, да го поздравам. 4 години помало од мене, Андреј, те поздравувам. Андреј, продолжи така, продолжи на Стефан. Изтрпи го. Да, мислам дека има. Ова се исто крекери, имаме 3 вида, песто со пршута, краставичка со пате од маслинка и авокадо со грчки јогурт. Дали имаме режија уште фотографии? Ова се моите родители, мајка ми и татко ми. Најгорд сум на нив и не би биле ниту јас, ниту брат ми да се они барем малце поинакви луѓе од тоа што се. И им се заблагодарувам за се што направиле во животот за нас. Колку убаво, не гледаат ли сега? Сигурно не гледаат. Поздрав до мами и до тато, ете и брат ти го поздравам. Сигурно што се на одмор во Црна Гора, така да сигурно не гледаат. Пуштени сме, мајка ми сигурно плаче под чадор сега. Поздрав до мајка. Една е мајка, Стефан. Една е мајка. Ево уште една фотографија. Да, браво, мислам дека ова се навистина спомени за цел живот и дека иако не сме деца и не сме мали, треба да продолжиме да го правиме тоа и во текот на точно секогаш треба да го задржиме детето во нас. Така јас секогаш се потсетувам секој ден да се јавам на моите баби затоа што знам дека таков е животот и дека се помалку и помалку време ни останува да бидеме заедно, така да еве еден апел. Јавувајте се на вашите баби и дедовци и слушате се секој ден со. И баба мене ме гледа, после ќе се јавам на баба Нада да видам дали го исукала Ајде Софија Теодор да видиме. Слики од Софија, ве молам режија да ги свртиме Совче повели. Ова е пред туше да замине на Евровизија во Истанбул. Тука сум со Љупчо Мирковски, кој што беше ми се чини директор тогаш на Евровизија, кога Тоше и Лилја отидоа во Истанбул. Така да тоа ми е едно така убаво сеќавање, искуство. Јас вакава паметам по ние црвени научари, многу често ги носев порано. Тоше беше човек кој ше една се раѓа во за жал во 100 години и не знаевме да го цениме, го изгубивме.
Ова е интервју во Македонско радио. Ова е мој драг колега Димитар, кој што е долги години тамо водител во Македонското радио. Ова е многу одамна, така или не? Па, мислам дека е сега 2011-12. Јас нон-стоп менјам стајлинзи и тоа многу брзо, така да дури не се препознам сама себе. Сакаш да експериментираш? Да, па еве се гледаат сликиве. Да. Ова е во Македонска телевизија исто, кај Рената, тука сум со Примислав Димовски, кој што го знаеме сите кој е Примислав. Беше и телохранител, ми се чини, на еден од политичарите кај нас од лидерите. Овде е една прекрасна емисија со Рената, така да убаво доживување во Македонска телевизија. Да, добро. Не знам која година е стварно. Да, добро се гледа дека е поодамна. Ова е со Татјана Алексич, исто така интервју, 2014 ми се чини дека е, ако не се лажам. Така да Татјана е една прекрасна жена која што е пред се врвен интелектуалец. Со неја обожавам да си правам муавет и приватно и професионално и многу ми е чест што сум дел од нејзината книга. Да. Ми се чини дека се викаше Сексуална азбука. Да. Издадена е во литература или не знам кој други, ја има секаде по книжари, може да ја купите и мене ќе ме прочитате внатре. Татјана е одлична, секоја чест. Овде е на снимањето на мојот филм Чекајките. Ова е буквално на филмски сет. Ова не знам, 2009 ми се чини дека е годинава. Јас сум со себе поинаков стајлинг. Значи ми се допаѓа тоа што експериментираш и постојано нешто менуваш. Нон-стоп тоа го правам, да. Ова е исто на филмски сет, исто така на снимање на мој филм. Тука е Петар Стојковиќ, глумецот. Тука се мои колеги кои ще работат зад камера, снимател, асистент на снимател, тонец и така натаму. Уште има луѓе кои што моментално не се во кадар, ама се на сет. Добро. Исто на снимање на мој филм. Да видиме режија следна. Ова е исто интервју во истото студио, гледам само ти да, во Македонско радио, ама да, во друга година, не знам точно која година. Секоја слика различна фризура. Многу најмногу ми се допаѓа плавата и вака кратко. Нон-стоп сум различна, така да добро, може ќе ја смениме пак. Не на вака. Чека сега на кој ти да вади. Има време до попладне. Сега малку вака, после ќе видиме, ќе прашаме како следно. Си била? Да, се. Нема што не сум била, нема боја, дури и кељава 2 пати бев чижена. Да, мислам и тоа го проба. Ова исто едно интервју кое што дечкото е моментално во Хрватска, живее, ми се чини дека се вика Пеца и новинара. И ова исто едно убаво вака доживување, да речам, интервју со дечково. Да, мислам дека таа и последна фотографија. Софи, сакав да те прашам, комплицирано ли е да се режира филм во Македонија? Многу. Значи 6 месеци е подготовката само на сценарио, потоа имате книга за снимање, имате локации, имате кастинзи, имате разговори со сниматели, асистенти на снимање, цела екипа, кои што ќе работи, цела екипа, тоа е луѓе од 20 луѓе во Македонија, во Холивуд би било тоа 100 луѓе. Така да треба со сите да знаете да комуницирате, треба да видите буквално one man show. И психолог малце? Јас сум голем психолог. Значи многу пазам со кој како што, знам точно од кој што можам, нели, каква, да речем, релација да поставам и да постигнам и да остварам и што ќе добијам од сето тоа. Така да за тоа сум, немам тука, фала му на Господа. Едноставно ми дал, да, Господ дарба, која што ја не знаев дека имам таа дарба. Значи, јас сум била вајда родена со таа дарба, ама со текот на годините како стареам, се повеќе се изразува кај мене таа дарба. Дури мои блиски луѓе викаат ти си видовита, Софија. Тоа е добро. Што да, еден вид имам видовитост. Значи, точно знам, ако ти влезеш у мој живот, што ми правиш зад грб, знам. Ти ги фаќам дечковците, швалерите, ако ги имаш. Ма да дојде Софија во мојот живот да ми го среди, ако може. Да ми го среди животот да ми влезе во мојот живот. Ама јас ке мене има една мана, што не е мана доблеса, да бидеш искрен и нели да бидеш чесен, јас одма директно ќе ти кажам. Ти речам ме вараш, со овој со оној, ќе ти дам адреса, кој што е, каков е, што човек е. Ма со папка цела одам. Буквално, да, све знам буквално за човекот. Така да и кој ќе ти кажам, ти од прв пат ќе бидеш онака затечена, од втор пат нема да знаеш со кој си имаш работа, со тој човекот до тебе, а после ќе сватиш дека тоа што сум го кажала, вистина било за тој човек. И после доаѓаат и ми викаат: "Извини, Софија,
жал ми е Софија, сгрешив Софија, ама веќе тоа жалење нема. Прошол возот, значи прошол возот, кај мене кога ќе пројде возот, ја не се враќам назад, така да чекам авион кога ќе помине возот. Па, ја не авион, ракета. Space Shuttle. По-безбедно и по-паметно. Да, кажи ми, кога ти е сега во план, имаш од прилика кога ќе идеш за Америка или уште не се знае? Па сега не знам колку мајка ми ќе биде жива. Да, сам мајка. Мислам, моето идење во Америка зависи од тоа, ја чувам мајка ми да дочувам, немам брат, сестра, не сакам да ставам во дом, затоа што сепак она мене која ме родила не ме ставила во дом, па да ме земе од 18 години да рече ајде дојди сега те израсна друг некој, па ајде биде ми керка. Така да јас идам по принципот ме чувала, ќе ја чувам, ќе ја дочувам и после ќе си заминам. Овде ја не ја гледам мојата иднина, затоа што мене лимитот, односно, ми е многу висок, овде плафонот е многу низок за мене и главата си ја мамам у плафонот. Така да чувате мајка ви творите, сигурно имате идеи за филм, некако го поколнувате сега време. Ама ја ностоп комуницирам со мои колеги од Македонија, од странство, ностоп работам, така да сега реков со Алек Русијаков работиме ново сценарио. Така да го пишуваме, буквално он го пишува, ја давам индикации, кажувам, ќе правам прва верзија, втора, трета. Па сега има конкурс февруари 2027, другата година, така е во Филмски фонд, 2 пати годишно. И ќе го конкурираме, ако го добиеме, ќе го работиме тука, ако не, ќе бидам додека мајка ми ја дочувам, ќе си ги соберам парталите, ќе си заминам и ќе си живеам мој живот мајка ти доколку не гледа. Сакам да ја поздравам мајка ти доколку не гледа и посакувам се најдобро на жената и многу здравје, нели? Па добро, на 84 години може и заспала пред телевизор сега. Така да добро, сепак мајка си е мајка, да си ги поздравиме сите мајки, мојава, иако не е во Македонија, мојава може и гледа. Мајка е една и мајка се чува. Црна Гора, така, една е мајка, не за џабе кажале, една е мајка. Јас имам уште само една минута таман до самиот крај, би сакала да се заблагодарам, искрено навистина ми е многу од една страна сочувствувам со тебе, нели не можам 100% да те разберам, нели не сум во твоја кожа, ти најдобро знаеш што ти се случува, но од друга страна би сакала и ви да апелирам навистина за тоа што никош не се знае кој не гледа, кој на кој начин може да помогне и треба навистина помош. Контактирајте на нас, контактирајте ја неа, навистина е доста креативна, доста паметна, доста позитивна, нели греото е да се поминува низ такво нешто, така да ти посакувам се најдобро, многу среќа и се надевам дека и ќе имаш некој позитивен успешен исход на целата оваа приказна. Ти благодарам за гостувањето. Ако смеам да кажам, верувам дека секој од нас може нешто да допринесе, барем со прстот да мрдне нешто да се направи. Има премногу работи што може да се направат, така доволно е само да ме контактираат и од таму натаму ќе се најдем. Така е, Софија, ти благодарам многу и на тебе за гостувањето, ти посакувам навистина се најдобро, остани таква каква што си и се надевам дека ќе се видиме кога ќе се вратиш од Холивуд. Апсолутно, тоа сигурно, но и пред да одам ја во Холивуд ќе се видиме, така да ви благодарам и на двете, прекрасни сте, и Бисера и ти Јелена, така да мило ми е што ве запознав официјално вака. И се надевам дека додека сум тука ќе се дружиме. Обавезно, Стефан, ти благодарам многу и на тебе. Се гледаме на Детокс програмата веќе од понеделник. Утре на доручек се дека резервиран стол. Готово. Благодарам уште еднаш на сите почитувани гледачи. Овде правиме кратка пауза за реклами.